Господине Брадановски, тема која навистина го засега народот во Прилеп и за која се интересираме е буџетирањето и финансиските прашања. Па би сакала да поразговарам со вас за тоа и би започнала со едно базично прашање, односно колку добро сметате дека општината ги собира сопствените приходи? Добро, тоа не се базира врз основа на субјективно размислување. Бројките покажуваат дека општина Прилеп при собирањето на приходите кои што ги приходува во основната страна на буџетот е на едно значително ниво. Во сите ставки од собирање на општинските приходи одиме над 90%, што е одлична ставка на собирање на буџетските приходи и мислам дека на таа страна нема забелешка досега во работењето на општина Прилеп од самиот почеток од 2004 година па наваму. Секоја година има тренд на зголемување и мислам дека треба да се следи трендот, иако можеби со позабрзано темпо, меѓутоа финансиската моќ на нашите сограѓани е толку и сметам дека во вакви услови и во ваква една тешка економска и енергетска криза во која што живееме, на висока стапка ми се собирањето на приходите во основниот буџет на општина Прилеп. Кои извори на приходи во општината би требало да се унапредуваат како потенцијално лесно оствариви? Веќе работиме и имаме убедување од секторот за урбанизам дека оваа година ќе биде исклучително силна на страната на приходување на средства во основниот буџет од средствата кои што се собираат за комунално уредување на градежно земјиште. За да бидам појасен и да ме разберете подобро, тие се средства кои што секој еден инвеститор, еден градител ги уплаќа кон локалната самоуправа за да изгради даден објект. Дали тоа ќе биде индивидуална или колективна стамбена зграда или пак некој индустријски капацитет. Се направени предуслови и мислам дека оваа година ќе биде поприлично успешна и општинскиот буџет ќе приходува сериозна сума на средства по однос на овие прашања. Како локална самоуправа сметаме дека и следниве години кои што предстојат треба да се искористат природните ресурси со кои што располага општина Прилеп, а знаете дека општина Прилеп е општина која што лежи на минерални суровини и богати минерални суровини, пред се мислам на мермерот, меѓутоа тука не ги исклучуваме индустријските култури, сметам дека ако индустријските култури, односно тутунот добијат по висока цена, откупна, дека тие средства ќе се слеат во општинскиот буџет по разни основи, меѓутоа и очекуваме и нови инвеститори кои што би отвориле нови производствени капацитети, очекуваме нови инвеститори кои што би отвориле нови окна за ископ на минералните суровини кои што окружуваат градот и сметам дека во таа насока треба да се движиме и веќе има сериозна дипломатска активност и од градоначалникот, меѓутоа и од Советот на општина Прилеп, веќе се свратимивме со една општина во градот Истанбул во Република Турција, трендот ќе продолжи, имаме и дел од општините со кои што сме забратимени, а треба да оствариме дополнителни комуникации за развивање на дополнителна економска соработка, со што би се зголемиле приходите на приходната страна на основниот буџет на општина Прилеп. Што се однесува до граѓанскиот буџет? Дали општината го разбира и умее да го состави да биде лесен, разбирлив, навреме објавен со сите потребни документи, спроведлив со јасна слика, процентуално споредбена и со сите објаснувања како нели зошто настанала нека ситуација, некој проблем или со објаснување од некоја независна страна. Општина Прилеп прв пат во функционирањето во ваков состав, пак повторувам согласно Законот за локална самоуправа од 2004 година па наваму, на почетокот на декември организиравме јавна расправа по однос на буџетот. Како граѓаните гледаат и што сметаат дека треба да биде вклопено во рамките на тој буџет и како тие средства да бидат потрошени, односно што е за нив приоритет при трошењето на јавните пари. Тоа е само еден чекор кон подобрување на транспарентноста и отчетноста при трошењето на парите, а при формирање на општинските буџети. Има дел општини во нашава држава кои што заминали чекор понапред. Ги следиме нивните примери и сме обврзани во овој проект, би го споменав, преку UNDP што влеговме како општина, дека треба да одиме во таа насока. Тоа предвидува дека треба да се изготви една дигитална алатка, која што секој граѓанин може да интервенира на неа и да пише каде смета дека треба основниот, односно како треба да се троши тој основен буџет на општина Прилеп и сметам дека за наредна година и тој чекор би го унапредил, односно во текот на оваа тековна година 2023 кон крајот кога ќе се формира новиот буџет за 2024 година и тогаш исто како и минатата година ќе повикаме кон јавно учество
на граѓаните во формирање на буџетот. Сметам дека тоа е вистинскиот начин и вистинскиот правец во кој што треба да се развива една општина во современо наше македонско општество. Освен нели тоа што јавно можат граѓаните да учествуваат во создавањето на граѓанскиот буџет, дали самата општина предвижува некои дебати на социјалните мрежи во кои граѓаните може да учествуваат? Во моментов официјалните канали за информирање кон граѓаните се страната на локалната самоуправа, односно на општина Прилеп, и преку тоа се собираат и одредени информации, меѓутоа ви кажав, со вклучувањето на општина Прилеп во разни проекти кои што поддржуваат развој во оваа насока, работиме на добивање на такви дигитални алатки со кои што би можеле ние полесно да ги вклучиме граѓаните без нивно физичко присуство овде во просториите на локалната самоуправа да интервенираат, односно да даваат сугестии како треба општинскиот буџет да изгледа според нивните погледи. И сето тоа на крај да биде сублимирано и составено во еден буџет на кој што како граѓани, верувам дека ќе бидеме сите горди, ќе значи најдобро потрошени јавни пари во интерес и во подобрување на животот на нашите сограѓани во град Прилеп. Има мислење дека постојат нетранспарентни финансиски програми со интервенции од централната власт за надлежности кои се исклучиво локални. Дали такви интервенции постојат на системски начин? За ова мислам дека и системот конечно треба да се придвижи во таа насока и да се оди до последните фази од децентрализација, да ни се даде полна автономија на локалните самоуправи да одлучуваат за собирањето на нивните приходи. Се најголемиот дел од даноците кои што ги плаќаат граѓаните на општина Прилеп завршуваат во централниот буџет, па потоа преку блок дотации се враќаат назад во основниот буџет на локалната самоуправа. Тоа е еден долг пат и трнлив и тука одлучува Собранието на Република Македонија и владата. Не одлучуваат граѓаните на Прилеп во која стапка и колка износ на средства ќе се вратат во основниот буџет. Ги имаме тука блок дотациите во образование, некој друг ни одлучува како треба да изгледа образованието во Прилеп, блок дотации во предучилишното образование, блок дотации за територијалната противпожарна единица и така натаму. Значи се ни одлучува некој кој што нити живее овде, нити ги знае приликите во нашиот град. За да го смениме тоа и за подобро менаџирање со јавните пари, мислам дека треба да одиме понатаму, чекор понапред со процесот на децентрализација и сите средства кои што се собираат од граѓаните на општина Прилеп, тие да партиципираат во централниот буџет, меѓутоа да се одлучат и како ќе се потрошат овде во нашиот град и што, повторувам пак, сметаат дека најдобро би го подобрило квалитетот на живот кој што го има во моментот во град Прилеп. Моето последно прашање е поврзано со капиталните дотации. За нив влада е мислење дека тие се делат произволно и произволно се користат. Дали формулите за распределба на средствата по општини ова го допуштаат или постојат и други начини да се заобиколат овие шеми за распределба? Добро, има одредени критериуми и правила како средствата за капитални инвестиции се распределуваат, но верувајте да сега не се испочитувани. Пак оди на убедување на некој кој што го менаџира целиот процес. За да тоа се прекине, треба да се воспостават, односно да се почитуваат и веќе поставените критериуми и правила на распределба на капиталните инвестиции. Јас лично како човек не сум задоволен од тоа, сметам дека Прилеп и претходно спомнат дека треба посериозен развој на целиот регион овде, прво со инфраструктура, а понатаму и индустријски и сите капацитети да бидат далеку поразвиени. Меѓутоа основниот предуслов е развивањето на патната инфраструктура и комплетната инфраструктура овде во Пелагонискиот регион, особено во град Прилеп, затоа што ние сме први на удар, односно најголемата пречка за движење е пристапноста, односно вклучувањето на наша општина кон коридорите. Тоа би се случило ако се изградат овие во најава патишта кои што сега ги слушаме на дневна основа и тоа ќе значи сериозен развој и раст на нашиот регион. Меѓутоа, без интервенција од вакви капитални инвестиции од централно, од државно ниво, нема тоа да се случи. Капацитетот финансиски на локалната самоуправа е толкав колкав што е. И за ваша информација, основен буџет од 346 милиони денари на кои што треба да сервисирате еден куп, 1 милион работи, на вистина мал за општина во лукави размери и од толкава популација. Сметам дека треба сериозна интервенција од централната власт, меѓутоа и надлежностите не се допуштени за да локалната самоуправа може да одлучува сама каде тие капитални расходи би ги инвестирала, односно кои се приоритети на нашите сограѓани.
До сега се интервенирало по убедување на одредена политичка програма или по убедување на одредени политичари што треба да се направи во градот, меѓутоа никогаш не бил слушнат гласот на граѓанинот. Треба да ја насочуваме работа во таа насока и еве скоро цело интервју зборувам така, чисто како порака до вас, особено младите луѓе, како не треба да функционирате во иднина. Односно, учете на грешките што ние денеска ги правиме за да ги подобриме состојбите во иднина. Така се согласуваме. Со ова го завршуваме интервјуто. Најпрво сакам да ви се заблагодарам вас, најпрво за вашето одвоено време, а и за одличните одговори кои ни ги дадовте. Ви се заблагодарувам и вас на гледачите за гледањето и за тоа што сте дел од Отворена телевизија. Ви благодарам.